Истражувањето на пазарот е процес на собирање на податоци за тоа да се утврди всушност нели дали одреден производ или услуга ќе ги задоволи потребите на своите клиенти. Истражувањето всушност е првиот процес со кој се соочуваат маркетарите пред да започнат со изготвување на некаква маркетинг стратегија или некое решение. По овој повод, всушност денес зборуваме со Сергеј Зафировски. Тој е основач на Агенцијата за истражување на пазар Insider ID, кој 6 години се занимава професионално со пазарни истражувања, како и го предава предметот истражување на пазар на Академијата за маркетинг и PR Creative Hub. Сергеј, долги години го истражувате пазарот во Македонија и тоа од различни аспекти и се разбира индустрија. Истото го пренесувате и на вашите предавања. Кога зборуваме за маркетинг истражувања, безмалку знаеме дека тоа е всушност почеток на секоја маркетинг стратегија. Првото прашање е што им представува најголем предизвик на студентите во однос на истражувањето? Истражувањата не се само основа за маркетинг стратегијата, туку се основа за целокупно се што прави компанијата, и за бизнис стратегија, и за другите сектори, така да се е нешто што прави компанијата треба да биде базирано на истражување на некои реални податоци. Во однос на предизвикот со кој што се соочуваат самите студенти кога доаѓаат на академијата, најмногу не очекуваат дека ќе има толку математика на самиот почеток. Генерално истражувањата се дел од маркетингот, но и се дел од многу други работи. Така да најголемиот предизвик со кој што се соочуваат е на кој начин, односно како методологиите што ни ги слушаат на самите предавања треба да ги применат во реалниот бизнес. Тоа е најголемиот предизвик што ни го имаат. По истражувањето се врши сумирање на податоците и анализа. И сега е многу популарна таа аналитика на податоци. Што всушност треба да обезбедат истражувањата и зошто е потребно истражувањето за маркетарите? Ќе дадам еден едноставен пример. Вие сте компанија која што сака да пласира нов производ на пазарот. И треба да направите стратегија како да го пробиете целокупниот пазар. Ако сте маркетар, вие мора стратегијата да направите врз база на реални податоци од пазарот. Кој ви е потенцијален купец, кои ви се компаниите, на кој начин цената треба да поставите, какви маркетинг канали треба да користите. Значи, се она што е маркетинг стратегијата, се што треба да придонесе маркетинг стратегијата во однос на продажбата и на целата компанија треба да се базира врз самите истражувања. Тоа е уствари најголемиот бенефит што го овозможуваат и самите истражувања во компанијата и за самите маркетари. Каква е моменталната состојба на пазарот за истражување и каков е интересот кај македонските компании за нив? Каква е моменталната состојба на пазарот? Истражувањата, зашто продаваме секој ден истражување и во комуникација сме со многу компании. Ако треба паралела да направиме како да продавате Rolls-Royce на македонскиот пазар. Но има една позитивна работа и позитивен тренд во последниве година до две, каде што компаниите веќе се свестуваат и почнуваат се повеќе и повеќе да користат и истражување аналитички податоци во секојдневното работење. Интересот секојдневно се зголемува, со тоа се зголемува интересот за луѓе кои што би ги спроведувале тие истражувања не само надворешно надвор од компаниите, туку и би ги вработувале интерно луѓето за да може да ги анализираат и директно податоците од самата компанија. Тоа е уствари најголемиот бенефит на студентите на Академијата за маркетинг и PR на Creative Hub, бидејќи по завршувањето на академијата ќе можат да работат со дел од податоците за кои што компаниите располагаат и да се стекнат со потребното искуство за да имаат можност да ги извршуваат тие анализи. Во вашата програма, каде што предавате всушност на Академијата за маркетинг и PR, имате еден концепт, теорија на игри. Зашто станува збор? Теоријата на игри е една интересна дисциплина која што дугачко време веќе се применува во светот, но не и кај нас. Во просто што значува ако вие донесете некаква стратегија и некаков план, како вашата конкуренција би реагирала на вашата стратегија и вашиот план. Зашто ги воведовме и предавањата за теорија на игри во делот на истражување, да кажам, на академијата, е тоа дека едноставно ние не функционираме самостојно на пазарот. Ако вие донесете некаков план, сигурно тоа ќе има некакви последици на самата конкуренција. Теоријата на игри овозможува до некој степен да одредиме како нашите активности и акции ќе бидат примени од страна на конкурентите и на некој начин да направиме проекција како тие конкуренти би реагирале на нашите активности, да направиме стратегија што би било кога би било. Заради тоа ги внесовме тие предавања. Генерално на самата академија ги работиме основните методи на
односно основните начини на теорија на игри и кај што нема многу математики, кај што нема многу комплексни анализи, но се доволни за да можат студентите да направат проценка како нивната стратегија би имала ефект на целиот пазар. И за крај, низ академијата поминале неколку групи и колку од студентите практично всушност ги применуваат овие методи, односно го применуваат истражувањето на пазар. И дали може би имате некоја интересна и успешна приказна да споделите со нас? Успешни приказни. Секој студент си е успешна приказна самиот за себе. Истражувањата може да ги применат, може да не ги применат. Генерално имаме неколку примери, се не би ги кажувал со имиња, кај што студентите по завршување на академијата започнале собствен бизнис. Еден од нив дури презема доста голем ризик во започнувањето на бизнисот и дел од анализите ги базираше на нашите предавања, што мене особено ме радува. Но уште повеќе ме радува е тоа што кој да се видам со некои од студентите што поминале во претходните групи, ми кажува дека дел од начинот на анализа и од самите истражувања примениле нешто во секојдневното работење. Така да можам да кажам дека сите студенти се успешни приказни на свој начин.